Радио Бум за добро утро, Радио Бум за добар ден и Радио Бум за добра ноќ. Радио Бум во служба на граѓаните. На тема референдум разговараме со член на Централното раководство на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Александар Арсич. Господине Арсич, добре ни дојдовте во студиото на Радио Бум. Имаме една многу интересна тема, која што е многу актуелна сега и на која што еве ќе се обидеме да им кажеме и на нашите слушатели се околу референдумот. Најпрви добро ни дојдовте. Добро ве најдов, поздрав до слушателите на Радио Бум. Зошто е важно да успее референдумот? Многу е важно да почувствуваме сите дека се наоѓаме пред еден прекрасен момент од нашиот живот, момент за кој се спремавме и го чекавме дури скоро 30 години, момент за кој одамна сме се определиле и сега ќе го реализираме. Тоа ќе биде ден за паметење, ден кој ќе ја смени нашата иднина и ден со кој понатаму ќе се гордееме. Меѓутоа мора да кажеме неколку факти за референдумот, за да им стане појасно на слушателите, на нашите граѓани, што значи референдумот и кој го организира. Референдумот го организира парламентот на Република Македонија. Тоа е најдемократски начин изразување на волјата на граѓаните и на референдумот политичарите всушност ги прашуваат граѓаните за одредено мислење. Така да граѓаните одговараат на прашањето кое е поставено на референдумот за потоа да можат полесно и поправилно политичарите да донесат одлука. На политичарите во парламентот сме им дале обврска и се изберени да можат да носат одлука за нашата иднина. И сите политички партии по подпишување на договорот се обврза дека конечниот збор ќе го има народот. Ова е договор за нашата држава. На референдумот мора сите да знаеме дека не се гласа за политичка партија ниту за одредена личност. Тоа е најважното што треба да го знаеме сега. На референдумот се гласа за себе, за своите деца и за подобар живот. Се лаже некој ако мисли дека гласа за или против политичарите или против некоја политика. Овде се гласа за сигурна иднина, за Македонија да биде членка на НАТО и Европската унија. А неколку збора ќе кажам и што значи членство во НАТО алијансата и Европската унија и што гарантира тоа. Тоа гарантира повисоки приходи за граѓаните, поголеми инвестиции и нови работни места, поголем и стабилен пазар на домашните фирми, сигурност и безбедност на граѓаните и заштита на државните граници, што е од големо значење за Република Македонија и држава во која после многу време ќе владее редот, законот и европските правила. Мора да потенцираме дека развојот на Македонија може да го постигнеме само преку влегување во сојуз со големите светски сили, како рамноправна членка и со право на глас, да седнеме на иста маса со оние кои одлучуваат да можеме и рамноправно да дебатираме. Да објасниме и практично што значи се во ова за граѓаните да можат полесно да носат одлука за овој референдум, односно што значат европските фондови кои ги добива Република Македонија веќе сега, а во понатамошниот тек сигурно и во поголем обем. Тоа значи дека во моментот Македонија добива 90 милиони евра годишно помош од Европската унија или тоа е 260.000 евра дневно. Влегуваме во една унија, во еден пазар каде што живеат 500 милиони потрошувачи. Денеска 15,5 милиони евра годишно Македонија добива преку програмата за транспорт, односно за градење на автопатишта, на мостови, на железници, тунели и така натаму, се она што значи инфраструктура во Република Македонија. 8,5 милиони евра добиваме за заштита на границите, 15 милиони евра европски пари добиваме за земјоделие, што сега за сега е малку, бидејќи ако споредиме со една Словенија, ќе видиме дека во моментот Словенија од вкупно 300 милиони евра кои ги има за субвенции во земјоделие, од Европска унија добива 240 милиона евра, додека само 60 милиона евра се од домашните од државата која ги субвенционира, додека кај нас знаеме дека државата дава дури 100 милиона евра. Така да со се тоа се гледа дека Европската унија и европските фондови се многу значајни за развитокот на нашата држава. Ако гледаме што значи од државите кои во последно време влегува во Европската унија и во НАТО алијансата, тоа се Бугарија и Романија, ќе видиме дека бруто домашниот производ им е пораснат за 100%, односно од 11.000 долари сега на 20.000 долари и кај двете држави, кај Романија дури и повеќе.
ќе видиме дека за овие последни 10 години во Бугарија од 525 лева платата е качена на 1045 лева, што е исто така за 100%. Во Романија платата е качена од 1000 леи на 4500 леи, што е за многу пати, а исто така и невработеноста е намалена за повеќе пати. Така да се тоа кажува дека Европската унија нуди големи перспективи, меѓутоа ќе зависи многу и од нас на кој начин сето тоа ќе знаеме да го имплементираме. Бидејќи имплементација на сите европски договори ќе значи и доста мака за сите нас и доста да работиме и сите да се потрудиме да живееме еден европски живот. Препораките кои можеме да ги кажеме до сите граѓани кои ќе ги имаат како придобивки од интеграција во Европската унија покрај европските фондови, што кажеме дека ќе се реализираат повеќе услуги во транспортот, многу средства за субвенции, ќе кажеме дека ќе се зголеми и животниот стандард во Република Македонија. А зошто е тоа така? Тоа е бидејќи членството во Европската унија го подобрува кредитниот рейтинг, ги зголемува странските инвестиции и со тоа се отвораат нови работни места, се зголемува бруто домашниот производ и со тоа се зголемува животниот стандард кај граѓаните. Добиваме држава по европски правила, односно тоа значи дека обезбедуваме независно судство, независни медиуми, професионална јавна администрација, подобро здравство, подобро образование и секако безпоштедна борба против криминалот и корупцијата, што во минатиот период Македонија беше погодена од таквите појави, што во тамошниот период Европската унија ќе ни донесе веќе таквите негативни влијанија да бидат минато. Следното што е голема придобивка, тоа е да можат граѓаните да патуваат секаде каде што сакаат, без никакви визи, меѓутоа и без пасоши, така што кога ќе отидете низ Европската унија ќе видите дека границите меѓу две соседни држави воопшто и не постојат, така да премините може да се одвиваат било кога без никакви патни исправи. Важно е да знаеме дека младите луѓе може да се образуваат на највисоките школски установи и тоа практично знаење потоа да го применуваат во Република Македонија кај нас, со што и квалитетот на животот ќе се зголеми. Меѓутоа и важно што е, македонскиот јазик ќе биде говорен и признен од 500 милиони жители кои живеат во Европската унија. Тоа би биле некои кратки црти за Европската унија и придобивките, а од придобивките во членството со НАТО, најзначени можеме да ги издвоиме дека кога влегуваме во членството во НАТО, тоа ќе се случи веднаш по усвојување на референдумското прашање. Ќе бидеме рамноправна членка во НАТО, ќе имаме право на глас, ќе одиме напред. Со влезот на НАТО ќе влеземе во безбедносниот штит во најмоќниот сојуз на светот, а исто така ќе ги заштитиме трајно и границите и територијата на Република Македонија, што многу ќе значи за стабилноста на нашата држава и за стабилноста на целиот регион. Со самата стабилност, НАТО алијанса ќе ни гарантира и повеќе нови инвестиции, нови работни места, повеќе плати за сите нас. Тоа би биле отприлике неколку главни поенти кои граѓаните се надевам веќе ги знаат од медиумите, од она што го прочитале, што го слушнале, од тимовите што идат на терен. Меѓутоа, еве добро е и сега да ги потенцираме да биде појасно, бидејќи се повеќе се приближува денот кога ќе треба да се изјасниме, тоа е 30 септември. Кога ги споменавме граѓаните, водите кампања на секаде низ Македонија. Има граѓани кои ве поддржуваат, но има и граѓани кои не сакаат да слушнат за промена на името. Како настапувате и дали по вашите посети од врата на врата можете да ги убедите граѓаните и зошто е битно да излезат на референдум и дали успевате во тоа да го променат нивниот став? Ние секојдневно нашите ставови во однос на референдумот и неговото значење ги представуваме на граѓаните. Тие мора точно да знаат дека референдумот се однесува точно на нив и перспективите кои се отвараат со изјаснувањето за на овој референдум. Мора да истакнам дека е огромна поддршката од сите граѓани за референдумското прашање, бидејќи граѓаните сакаат да живеат во иднина, а не сакаат да живеат во минато. Тие сакаат сигурност наместо неизвестност, сакаат подобра економија и просперитет наместо корупција и криминал. Сакаат просперитет наместо поделби, што не смееме да го дозволиме да има повеќе поделби во македонското ткиво. Но јас сум свесен дека сите граѓани не може да ја видат и правата слика
а тоа е, бидејќи 12 годишното медиумско искривување на вистината има оставено длабоки траги во нашето општество, дека луѓето подолг период беа под притисок и беа под страв. Затоа разговараме дека е поминато тоа време, не време, дека сега гласаат за едината, за своите најмлади, го отвораат нивниот пат за подобар и поквалитетен живот. Треба да имаат образование, како што имаат другите млади во развиените европски држави. Подобро уреден систем на вредности, од кој не мора веќе да бегаат и да се оцелуваат. За неселективната правда која ќе ги штити и чува нивните интереси, дека гласаат за живот, да живеат заедно со своите најблиски. И има резултати од овие посети. Луѓето се охрабруваат и бројот кој дава поддршка на референдумот се зголемува од ден на ден. Луѓето го чекаат овој 30 септември да направиме историја, да влеземе во големото европско семејство и во НАТО алијанса. ВМРО-ДПМН има став па нема став. За Мицковски излезе пред јавноста и каже дека е тоа лично убедување на граѓаните и дека тој не може да влие врз нивната одлука. Каков е вашиот став за тоа? Дали мислите дека Мицковски ги повикува граѓаните на таен бојкот? Вака политичарите мора да ги следат случувањата и на внатрешно и на надворешно ниво. Мора да се гледа просперитетот на државата и случувањата кои ќе се случуваат во наредните 10 години. Само таквата политика може да биде прогресивна и просперитетна. Имаме примери и во нашето соседство, каде политичарите слабо можеа да ги осознаат глобалните текови и нивните држави доживеа големи катастрофи по сите основи каде што бевме и сведоци. Меѓутоа Македонија тоа нема да го дозволи, секогаш била на вистинската страна на историјата, била на вистинската страна и секогаш и ќе биде на вистинската страна на едината. Ова што се случува денеска со една ваква опозициона партија и да се нема став за вакво прашање кое е рамно на прашање од 8 септември, е во блага смисла на зборот дека се случува подривање на едината на државата. Само овдека мора да нагласам дека голема среќа дека ништо веќе не зависи ниту од Мицковски, ниту од ВМРО-ДПМН, овдека зависи од граѓаните на Република Македонија, а себичноста на опозицијата се огледа во искривување на самата вистина. Па оставањето на луѓето во вирот на маглата што го сејат, да донесат своја одлука и да го најдат вистинскиот пат. За на крај да клечи Мицковски да повикува следете ме, за да ве оставам сами на крстопатот. Сите јасно се сеќаваме истите овие актери без став како се однесува пред изборите и пред формирање на владата. Тогаш масовно зборуваа, го користеа тогаш плашилото тиранска платформа и обвинуваа за национално предавство, поведување двојазичност, казни на македонците што нема да говорат албански јазик по 5000 евра, пропаст и исчезнување на Македонија и од денешен аспект кога ќе видиме има ли нешто вистина, се случило и тогаш нешто, ќе видиме дека всушност ништо тогаш се нема случено. Меѓутоа, еве сега повторно ги плашат граѓаните со грчки договор, пак истата реторика ја имаат, пак зборува дека Заев бил луцинет, потпишал капитулантски договор, ќе го снемало македонскиот народ, македонскиот национален идентитет и така натаму, ќе сме се укинеле сами како нација и држава. Меѓутоа, не кажа ниту еден аргумент за своите тврдења. Само манипулации, лаги и страф. Ниту една држава, ниту една идеја која би ја кажале кога и како би постигнале тие договор подобар со Грција, за да се отвори патот на државата за влез во Европската унија и НАТО, иако беа на власт 15 години. Први 4 години, потоа 11 години, значи еден огромен временски период. Да можеа да направеа нешто, сигурно дека би направиле, и сигурно дека ние досега ќе бевме на еден подобар пат, односно веќе ќе беме членови на Европската унија и на НАТО алијансата. Меѓутоа, тие денеска немаат никаков став за поинакво решение од онаа што го слушаме. Ваквите лидери веќе ни се прочитани, не може да немаат став во политика, а да се политичари. Уште 10 дена остануваат кога ќе добијат пораката од граѓаните дека одиме во НАТО и во Европската унија. Интересно е што, сведоци сме на неколку изјави на председателот на државата, на поранешниот премиер Груевски, па дури на Мицковски дека иднината на Македонија е во Европската унија, а сега без став излегуваат, а дел од членството и на социјалните мрежи јавно повикува и на бојкот. Може ли еден ваш став за ова да слушнеме? Па така, сведоци сме дека тоа се случува
Меѓутоа, морам да кажам дека веќе нивните ставови се ирелевантни, не обстојуваат на кажаното нити за она што го ветувале, бидејќи замисли дека ЕУ и НАТО се приоритет на Македонија. Приоритет се дури во програмата на ВМРО ДПМН со која настапуваше на предвремените парламентарни избори. Приоритет беше и референдумот за кој и ти инсистира народот да го каже своето мислење. Никој не може да каже дека тие обстоија на своите ветувања. Ваквата лична политика која кажуваат веќе е неприфатлива. Иставањето на личните интереси пред државните се насочени директно против еднината на држава. Мора ДПМН да ги повика луѓето, граѓаните на Македонија да го кажат својот став за референдумското прашање, па било каков и да бил. Така ќе возможат на пратениците да го почитуваат мислењето на граѓаните, да донесат одлука која ќе биде прифатлива за сите, одлука која ќе биде заснована на мнозинството на гласачите. А таа секако ќе биде за Европска Македонија, за нашата еднина. Тоа е стравот на опозицијата, ама тоа е и вистина. Премиерот Зоран Заев е убеден во успешноста на референдумот. Колку имаат влијание странските дипломати, сите оние странски државници кои во последните десетина дена дојдоа во Македонија, Ангела Меркел, Себастијан Курц, Федерика Могерини. Сега слушаме дека Заев ќе се сретне и со заменик председателот на Соединетите Американски држави. Така сите се веќе сигурни во успешноста на овој референдум и секако најзаслужниот од нив, оној што го потпиша и го направи договорот со Грција, меѓутоа и што е најзаслужен за референдумското прашање и 30 септември, тоа е председателот на владата на Република Македонија, господинот Зоран Заев. За значењето на овој историски моментум зборува и фактот дека денес Македонија е посетена од политичари од целиот свет. Ваков калибар од представници од Европската Унија и НАТО алијансата не памети досега Република Македонија. Големината на Меркел, на Феј, на Курц, на Могерини, на Матис, Рот, Хан и еве понатаму што ќе доаѓат и наредните, од кои назначаниот и Пенс, ја прикажува сериозноста на настанот. На вистина се наоѓаме пред една круцијална одлука. Целиот свет ни ги отвора вратите. Целиот свет не охрабрува да станеме семејство. Целиот свет како никогаш досега ни ја пружа рака. Сведоци сме, видовме дека премиерот зборуваше на македонски јазик во Европскиот парламент. Во сред Европа кажа дека е македонец за прв пат во историјата. Беше проследен со ракоплескање целиот негов настан. Јасно е каква порака ни е пратена, а тоа е продолжите да чекорите заедно со нас. Вашата еднина е во Европа и во НАТО. На сите дебати слушаме дека од промената на името зависи иднината на Македонија. Обично човек може да го разбере дека доколку не успе референдумот, Македонија може уште подлабоко да потоне и дека едноставно кажано може да пропадне. Каков е вашиот став по ова согледување по ова прашање? Нашето име е Република Македонија. Сите ние си го сакаме и почитуваме. Меѓутоа, мора да признаеме дека за започнување на преговори воопшто со Европската Унија и влегување во НАТО алијансата, спорот кој го имаме со Грција мора да се реши. За овој спор преговарале сите претходни влади, зашто впрочем и слушнавме од бомбите како се договарало името, па се додавале додавки, па придавки, па може и повеќе од нив и така натаму. Меѓутоа, очигледно никој немал храброст да го реши овој проблем и секако се заклучува дека повеќе влијание имало за чување на партискиот рейтинг отколку на државните интереси. Меѓутоа се најде и премиер решен да направи договор, потенцирам договор за решавање на прашање за името. Овој договор е многу важен за затворање на прашање на нашата државност во време кога Србија и Косово ги решаваат своите отворени прашања, кога целиот Балкан се позиционира спрема Европската Унија. Македонија го нема тој луксус да остане надвор од светските токови, ниту да издржи било какви внатрешни турбуленции. Македонија не може да биде темното петно на Европа. После една ваква подршка, да не знаеме каде треба да чекориме, сигурно ќе бидеме оставени на некое догледно време,
да ни се избистрат очите и да ги пребродиме сами сите тешкоти. Сами да ги решиме сите проблеми, да покажеме дека сме држава достојна за разговор, па дури тогаш можеби некој ќе се сети на нас и ќе посака да поразговара со нас. А за тоа ќе треба доста време, за тоа ќе треба да почекаме за следната проба. Па затоа сите ние мора да го процениме и моментот во кој се наоѓаме денес. Се надовржува и уште едно прашање кон ова. Со промената на името, опозицијата вели дека се менува историјата, идентитетот, јазикот и се она што оди со македонско. Па јас не би се сложил со оваа констатација. Со промена на името воопшто не се менува историјата, туку се менува иднината. Иднината за влез во семејство. Македонија, знаеме дека беше во едно семејство, се викаше Југославија, и тогаш Македонија имаше еден голем напредок. Тогаш се викаше Социјалистичка република Македонија. Сега семејството е Европска унија и НАТО. Со голем напор е постигнат овој договор за веќе да почнеме да разговараме, да влеземе во една ваква унија. Можеби секогаш можело повеќе, но да можело, сигурно ќе се постигне. Тука не се работи ниту за пораз, ниту за победа. Се работи за договор. Гледаме како грчката опозиција вели Македонија доби се и најважно вели дека Македонија се официализира како држава. Ниеден договор не може да биде победнички. Секој договор мора да биде вин-вин. Тоа значи дека никој не прифаќа губитнички договор, туку секој нешто мора да добие, а нешто да изгуби. Меѓутоа, еве за појаснување на слушателите на Радио Бум, да објасниме неколку поенти од самиот договор, за да можат и граѓаните да знаат што е тоа што Република Македонија и ние како граѓани добиваме или губиме. Јас ќе кажам, Македонија само добива, ништо не губи со овој договор. Овој договор кој е постигнат, тој е договор први за македонската иднина, бидејќи членството во НАТО и Европската унија ќе носи подобар живот на сите граѓани. Со овој договор македонскиот идентитет е заштитен, бидејќи договорот го гарантира правото да се определуваме како македонци. Нема повеќе оспорување на нашиот идентитет. Според членот 7 од договорот, македонскиот идентитет ги отстикува нашата територија, јазик, народ, сите оние атрибути кои значат историја, култура и наследство. Следното што е заштитено е македонскиот јазик, за кој пред малку кажавме и веќе почнува да се зборува, меѓутоа дури и Грција, кога ќе треба да го ратификува овој договор, во Атина ќе треба да го признае нашиот јазик како македонски јазик. Тој, според членот 1, став 3 од договорот, е официјален јазик на нашата држава. Значи, македонскиот јазик останува непроменет. Државјанството е исто така македонско сега и во иднина. Исто, според овој член 1 од договорот, нашето државјанство ќе биде македонско. Важните символи, односно химната, грбот и знамето остануваат исти, не се менуваат. Кодовите по кои се препознаваме МК и МКД кодот остануваат исто така непроменети. Со подпишување на договорот со Грција и неговата ратификација ќе добидеме веќе веднаш членка на НАТО алијансата, ќе бидеме 30-та членка. Ќе започнеме преговори во јуни 2019 година со Европската унија, што веќе ќе ни ги отвори сите перспективи и нашата држава ќе ги добие истите можности како што ги имаат државите од цела Европска унија. И најважно, бидејќи целиот овој договор се застива на грчко-македонското пријателство, овој договор го обезбедува македонското грчко пријателство и ја зголемува соработката на секој план меѓу овие две држави. И за крај, ќе кажеме, како член од раководството на Социјалдемократскиот сојуз, каква порака ќе им упатите на слушателите на Радио Бум за предстојниот референдум? Денес не е време да седиме дома, денес е време кога сите треба да се вклучиме во градењето на патот за нашите најмили. Секој првин нека поразговара со своето семејство, со своите пријатели, со своите другари. Нека секој слушне дека треба да излезе за себе, за својата иднина, за своето семејство,
да заокружи за на референдумот. Затоа ги повикувам сите граѓани на Република Македонија и на општина Куманово, дотерани свечано да излезат на 30 септември, заедно со своите најмили, да гласат за референдумското прашање и да се спремаат заеднички да го прославиме овој историски ден, кој ќе остане запишан со големи букви во историјата на нашата земја. Да излезат за квалитетно образование, да излезат за квалитетно здравство, да излезат за слободни медиуми, да излезат за држава по европски терм, да излезат за независно судство и неселективна правда, да излезат за младите да останат со своите семејства, да излезат за подобар живот, да излезат за себе и за своите најмели и да излезат за Европска Македонија. Господин Арсиќ, јас ќе ви се заблагодарам за вашето учество во програмата на Бум Радио и ќе ви посекам многу среќа. Ви благодарам, ми беше задоволство. И нам. Радио Бум за добро утро, Радио Бум за добар ден и Радио Бум за добра ноќ. Радио Бум во служба на граѓаните.